Самиста на Македонија блокира на кризниот штаб што се бореше за стопирање на промената на името и предизвикување на предвремени парламентарни избори, како и Македонија блокира како организација која што му предложи за кандидат за председател на Република Македонија. Поднесуваме кривична пријава против Државната изборна комисија, затоа што во процесот додека се собира 10.000 потписи кои што се потребни за да се стане кандидат за председател на Република Македонија, уочивме серија на неправилности кои што сметаме дека не беа случајни. Сметаме дека беа добро организирани за да се сузбие, односно овозможи секој што не одговара на корумпираните политички елити да биде кандидат за председател на државата. Очигледно е дека во Македонија на овие избори ние ќе имаме наместени избори кои што нема да бидат слободни, не се демократски, а кандидатите кои што се дозволени се манчуриски кандидати. Алегоријата, односно споредбата е со кандидат кој што е тотално контролиран од центар на моќ и не служи на интересите на државата. Очигледно не беше дозволено македонскиот народ да има свој кандидат. Огромното незадоволство од процесот на промена на името и обезличувањето на државата ќе беше санкционирано преку мојата кандидатура. Водев на сите истражувања на јавното мислење, но се разбира со процедурата која што беше далеко од законска и демократска беше оневозможено да се кандидира. Затоа преку конкретни елементи кои што се воочени во текот на овие 15 дена и ја поднесуваме кривичната пријава и очекуваме како во случајот со Струмица, каде што е осудена скоро цела државна изборна комисија, обвинителството да постапи и сега и да се произнесе што поскоро за да се докаже дека овие избори се движат во лоша насока, односно дека нема демократија и дека не е возможно да се кандидирате доколку не сте поддржани од корумпирана политичка елита. Од правен аспект, само накратко да кажеме дека се работи за многу квалитетна и издржана кривична пријава. Веруваме дека јавното обвинителство ќе биде на висината на задачата, бидејќи од доказите недвосмислено произлегува дека членовите на Државната изборна комисија, НН службеници во подрачните канцеларии и службеници во дипломатско-консуларното представничко странство сториле 3 кривични дела: злоупотреба на службена положба, уништување на изборен материјал и попречување на избирачкото право. Ова се сериозни кривични дела. Веруваме дека обвинителството ќе биде на висината на задачата. Неспорно од доказите произлегува дека пријавените ги извршиле овие кривични дела. Не сакаме да навлегуваме сега во позадината. Нас не е битно да почне постапката, да се види, а после како што нели вообичаено се вели да се дојде и до инспираторите, нарачителите и извршителите на овие кривични дела. Меѓутоа останува едно што е сосема јасно. Филип Петровски ги собра потребните потписи, ние имавме некаде околу 18.000 потписи, односно поточно пред да почне постапката за собирање на потписи, ние сериозно се спремавме, направивме интерна наш попис од наши активисти и тука некаде во земјата веќе во нашите тетрадки имавме некаде околу 9.000 потписи, во диаспората имавме некаде околу 8.000 потписи, значи ние бевме спремни да ги собереме сите тие потребни 10.000 потписи, меѓутоа дојде страшен удар од страна на Државната изборна комисија со тоа што ја злоупотребија својата положба на начин што не ги отворија сите 80 општински изборни комисии и не ги отворија 41-то дипломатско-консуларно представничко странство и на тој начин го попречија Филип Петровски да ги собере потребните 10.000 потписи. Се уште сме во консултации со македонските граници, нашите поддржувачи во Македонија, но и со диаспората. Наскоро ќе се произнесеме на ова прашање. Ова е многу сериозно прашање. Гледаме дека се формира сериозно јавно мислење на оваа тема, но не сакаме да брзаме, сакаме да видиме прво како ќе се произнесе обвинителството, бидејќи ако ја уважи нашата кривична пријава и почне забрзана процедура, со самото тоа ќе докаже дека водиме на пат кон недемократски и наместени избори. Еве, јас само да дополнам што кажа и Филип, значи ние сега сме во интензивни консултации со
со нашите подржувачи и симпатизери како во земјата, така и во странство и во функција на ова е уште во сабота, ние имаме ситуација во Швајцарија на една заедничка средба со сите наши така подружници и комитети во Европа, а очекуваме во таква конфронтација да скоро да бидат и со нашите подржувачи во Австралија, во Америка, така да многу набор ќе предвиди нашето мислење како ние ќе наставиме на овие избори. Благодарам и на вас.